Почитувани гледачи, разговараме со градоначалникот на општина Дојран, господинот Анго Ангов. Господине Ангов, ова е прво интервју за вестите на ТВ канал ВИС и знам дека една од најактуелните теми на пресконференции и воопшто за разговор во овој период е каква е состојбата во општините во кои што доаѓаат новите градоначалници, но сепак мора да ве прашаме во каква состојба се наоѓа општина Дојран, како ја затекнавте? Значи, најпрво ви благодарам на поканата. Чест ми е што присуствувам во вашата телевизија и се надевам на долгогодишна соработка, која што ќе ни помогне и во промоцијата и на туризмот, бидејќи ние сме туристичко место. На вашето прашање можам да ви одговорам дека општина Дојран ја затекнавме во состојба со одредени долгови, кои што би требало да ги надминеме, не се некои големи. Меѓутоа, како поголеми можам да ги издвојам како долгот спрема Југоисточен плански регион во врска со проектот за плажа во село Николич. Тоа е околу 2 милиони денари. Отплата на долгот кој што треба да отпочне од оваа година за набавка на одредена механизација за комуналец полин, која што е набавена пред 4 години, меѓутоа сега почнува бидејќи имало грејс период. И ред други поситни обврски кои што ќе треба да ги подмируваме со текот на времето. Значи, претежно ситуацијата е во рамките на дозволеното. Поголем проблем се соочуваме со комуналното претпријатие, кое што е во огромни долгови, претежно спрема Евана, за неподмирени долгови за електрична енергија. Тие некаде отприлика се движат околу 20 милиони денари, кој што не е мал износ, со другите обврски па некаде до 500.000 евра. Значи, со него ќе имаме доста големи проблеми, ќе пробаме да го надминеме проблемот со Евана, бидејќи сметката е моментално блокирана. Ќе направиме максимални напори, треба некаде околу среда да имаме состанок со нив и да видиме до кај сме и што ќе правиме со тој проблем. Па така да, мислам дека ќе го надминеме и тој проблем, меѓутоа резултатите ќе ги знаеме од состанокот со нив. Би сакала да поразговараме за проектите кои што се зацртани во општина Дојран. Сега е крајот на годината кога се концепираат буџетите за 2018 година. Каков буџет има планирано општина Дојран? На што ќе се трошат парите следната година? И кои се проектите на оние покрупните на кои што ќе се фокусирате во следниот период, можеби и на подолг рок? Што би требало да се работи во општина Дојран? Да, сега во фаза е подготовката на буџетот. Во консултации сме со финансиската служба, со нашите заложби кои што планираме да ги спроведеме за наредната година. Мислам дека при крај сме со таа работа. Почнавме веќе да вршиме и некои промени кои што мислам дека треба да се направат. Буџетот е при крај и со одредени проекти кои што планираме да ги направиме. Веќе исконсултирани сме со проектантите, значи вметнете се тие ставки и ќе го спроведиме, значи тоа не е никаков проблем. Ние имавме во првиот дел во вашето прашање, ќе се надоврзам, имавме проблеми и со одредени проекти кои што беа започнати, меѓутоа недовршени, фалеа одредени плански документации, одредени технички документации и во тек е нивното санирање и дополнување со документи, така што мислам дека сме при крај и ќе го исполниме и тоа. Се работи за одредени инфраструктурни проекти кои што треба да ги, како што е изградба на локални улици, канализации, тоа е при крај. Исто така ќе имаме и други зафати кои што ќе помогнат и во подобрување на туристичката понуда. Значи, почнавме да работиме и на изработка и промоција на Дојран и од друг туристички аспект, односно историскиот аспект. Мислам дека беше запоставен тој аспект на општина Дојран и треба да се даде поголем акцент, бидејќи одреден број на туристи доаѓаат точно и за таков вид на туризам, се заинтересирани, а општина Дојран има што да понуди. Како дел од тие активности ќе ви ги набрам, еве сега го обновивме музеот во општина Дојран, кој што, иако постои зградата, иако ги има сите услови за да функционира, тој не функционира.
Сега во соработка со Војниот музеј од Скопје ни беше доставен одреден број на артефакти кои што ги активиравме и ги ставивме во употреба. Во план ни е одредени вработување во тој музеј да почне да функционира во права смисла на зборот, значи за она што му е намената. И тоа мислам дека ќе го завршиме во најкраток можен рок. Исто така има одреден проект кој што е започнат од претходната власт, локална власт. Меѓутоа чекаме на негова реализација и негово потпишување, односно изградба на меморијален центар. Во соработка со одредени професори ќе изработиме и студија за Првата светска војна, конкретни студии со одредени позиции кои што ќе бидат дополнителна понуда за странски туристи, претежно за бугарите, англичаните. Сега правиме напори и со Франција, со француските власти од тој аспект да се исконсултираме, бидејќи нивните војски биле во тој период и значи мислам дека ќе биде одличен проект кој што ќе донесе голем број на странски туристи. Бидејќи Дојран, освен летниот период јули и август претежно 2 месеци трае сезоната, сакаме да го зголемиме капацитетот, односно да ја зголемиме временскиот рок на сезоната, на туристичката сезона. Значи би требало тоа да се таков вид на туристи да ни доаѓаат пролет и есен, со што ќе добијат и самите локални туристички капацитети, одредени луѓе кои што имаат сместувачки капацитети, така што би било една добра туристичка понуда. Ќе понудите ли нови локации за изградба на хотели со оглед дека на Дојран му недостигаат такви капацитети? Значи дел од целова промоција и исто така да донесеме инвеститори од поголеми размери, значи изградба на туристички капацитети кои што ќе представуваат во права смисла, значи репрезенти на Дојран. Имаме веќе лица кои што имаат откупено и земјиште и кои што ќе отпочнат со градба, меѓутоа во општина Дојран ни представува проблем и проблем кој што првично се заложивме да го решиме, донесувањето на урбанистичкиот план. Тоа е во последните 3-4 години во застој, доставено до Министерството за транспорт и врски, меѓутоа од одредени пропусти, одредени потешкоти во носењето, значи закочен во таа постапка, значи сега правиме напори да се изработат конзерваторски елаборати од страна на музејот во Струмица. Распишавме тендер за изработка на нумерички податоци и мислам дека во најбрз можен рок тоа ќе го решиме, а тоа ќе значи и решавање на одредени проблеми со кои што се соочуваат инвеститорите. Со тоа прашање мислам дека веќе едноставно ќе донесеме голем број на инвеститори од таа област и Дојран ќе представува значајна туристичка дестинација која што ќе биде препознатлива, посебно во овој југоисточен регион. На почетокот на мандатот сте, меѓутоа сигурно имате концепт како би сакале да видите општината после 4 години. Мислам дека и граѓаните кои што го гледаат ова интервју би сакале да знаат кои се визиите на градоначалникот на општина Дојран. Значи, се уште сме на почетокот од мандатот и нашите заложби и моите ќе бидат не само во управувањето со општината, сакаме да оставиме една администрација која што ќе биде вистински сервис за граѓаните. Таа е основата за било што и веќе сме отпочнали со тој процес, значи одредени пропусти кои што ги имаше администрацијата се трудиме да ги надополниме. Потоа да донесеме голем број на инвестиции кои што ќе значат и запирање на ислувањето на младите од општина Дојран. Тоа ќе значи поголем број на вработување, поголем број на доселување, се надевам, затоа што Дојран има потенцијал. Подобрување на инфраструктурата, како за патишта, така и за канализација, бидејќи имаме големи пропусти во тој дел. Одредени, мислам не одредени, туку сите села ни се запоставени и мора да дадеме посебни акценти на тоа. Така што првично решавајќи ги тие проблеми, да ја поставиме општина Дојран на добра основа за добар развој, а потоа и добри инвестиции.
Ви благодарам за разговорот, се надам дека во иднина ќе имаме можност за уште интервју. Се надевам и јас и се надевам на поголема соработка, а со тој поголема промоција на Дојран како туристичка дестинација. Благодарам.